твоя, да се прошета. Со песна испеана од душа, која пееле и се уште ја пеат неговите малопреспанци, не пречека 86 годишниот Крсте Секуловски со неговата бабичка во скромниот дом во Пустец, во непосредна близина на новоизградениот Божји храм Свети Архангел Михаил. Добре дојдени посакаа со локум, велат така е според адетот. Додека се вари кафето, без прекин кажува за неговиот небаре живот. Потекнува од комитска фамилија, бил борец, познат рибар, а на подграбавените плеќи го носи дарот од режимот на Енвер Хоџа, неколкуте децени минати во суровите затвори. Од памтивека сме тука и секоја сме биле македонци, додава. Не благословува и порачува. Девечите македонци да се живи и македонци да бидете и јазик наш да не заборавите. Чичко Крст е еден од повеќето од 5300 жители етнички македонци од областа Мала Преспа, која опфаќа 9 села распослани покрај Преспанското езеро на надморска височина од 850 метри. Од секогаш овој крај бил предводник на движењата за правата на македонците во Албанија. Најпрво е формирано Друштвото за заштита на правата на македонците Преспа. По иницијатива на неколку негови членови формирана и партијата Македонска алијанса за европска интеграција, која по многу одбивања регистрирана е во судскиот регистар во Тирана пред 4 години. На последните локални избори пред 2 години избран е првиот градоначалник предложен од партијата. Седиштето на општината е Пустец. Локалната власт местена во мал, повеќе од скромен објект со најминимални услови за работа. Убаво уреден двор, на јарболот се вее општинско знаме, 16 зрачното сонце од Кутлиш. Табла на која општина Пустец пишува на македонски и на албански јазик. Градоначалникот Едмон Темелко не крие дека бил свесен за одговорноста што го чека по изборот. Запрегнавме ракавите и почнаме со работа за подобрување на животот на македонците во општината. И втора битка беше и ден денес битка за остварување на правата на македонците во општината и пошироко во Албанија. Но, освен проблемите од инфраструктурата кои пополека се решаваат, невработеноста за која најголема надеж гледаат во отворањето на Американскиот универзитет и реализацијата на проект за развој на езерскиот и селскиот туризам. Темелко нагласува дека приоритет е и вреќањето на топонимите на населените места, кои се променити во 70-тите години од минатиот век. Ние во Советот на општината имаме унанимно донесена одлука за промена, враќање на старите имена на селата и топоними. На подкрепа на таа одлука, сите жители на Пустец се подписаа и собравме сите подписи 100% населението за враќање на старите имена. Сите овие документации стојат во Советот на Република Албанија. Кога прв пат пред неколку години престојував тука, добив впечаток дека времето како да застанало во далечните 50 години од минатиот век. Сега нештата пополека се менуваат. Се асфалтира патот, кој област поврзува со Македонија преку преминот Горица Стење, имаат струја, набрзо ќе почне со реализација проект за нов водовод, со поддршка на албанската влада, но пред се реализација на проекти поддржани од меѓународни организации. Веќе е подпишан договор за покривање на сите 9 населени места во Мала Преспа со мрежа за безжичен интернет и за изградба на монтажен метален крст висок 33 метри на островот Малград. Животот се е подобро. Имаме струја, вода, па имаме станици, имаме паночерни дом. Куќите ово имаме. Треба да биде уште малку подобро. Подобри сме сега, подобри. За жителите обезбедена е примерна здравствена заштита. Во 7 села има постојано присуство на медицински техничар, во Долна Горица лекари 2 техничари, додека во Пустец лекари 6 медицински техничари и лаборант. Набрзо очекуваат нови апарати и друга медицинска опрема од странски донатори, како и вработување до кадар. Во Пустец функционира 9-толетка и гимназија. Се школуваат 280 деца, од кои 60 во гимназијата. Совместното наставата, таа се одлива од 4 делени се на македонски јазик, значи 90% од наставата се врши на македонски јазик, а 10% се врши на албански јазик, тоа е како предмет самиот албански јазик. Почнувајќи од 5 делени па се до 9, односот меѓу македонскиот јазик и албанскиот јазик се однесува од 60% на македонски јазик и 30% на албански јазик. Што се однесува до средното образование, целата настава се одлива на албански јазик,
Само втора година имат предмет македонски јазик. Вели Михаил Апостоловски, директор на училиштата Двајца Херои. Кога станува збор за образованието, тие смета дека не им се гарантира целосно правото на образование на мајчин јазик, дека поголема помош треба да даде и нивната матична земја, Македонија, околу печатењето на учебници, иако тоа е должност велат на Албанија, чии локални граѓани се. Високостручни кадри немаме, вели Васил Стериовски, дипломец на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, актуелен заменик градоначалник на Пустец, зашто по дипломирањето заминуваат. Повеќето од нив после завршување на студиите да се вработи на страна, Италија, Грција, па и земји. Но оваа преубава област не напуштаат само академските граѓани. Вон родното место се неколку илјади. Тие дел од заработката ја трошат тука, градат нови, современо опремени куќи. Работа за младите нема, сите се си одени, уште малу млади има тука. Сите са емигранти. Младите, ако по Грција, по државите, Македонија, Грција. Едниот по Црна Гора на работа. Солуневски, едната дете, едната чупа, едната е стиволиери. Нема работа, што да работи тука. Со се мали тамо и доја, што да работи тука, нема, каде. Вие стари сме, имаме по 70 години, треба сами да копаме и со багари на раме. Професионална мана или потреба за целовитост на приказот за Мала Преспа. Не интересира какво е информирањето. Ни велат побарајте го Спасе Мазенковски. Јас сум главен и одговорен уредник на вестникот Преспа. Единствен вестник што излегува на македонски јазик и мислам во Албанија. Се трудиме да ги уфатиме оние поглавните проблеми со кои се соочува македонскиот народ во Албанија. Веднаш до Пустец е Мала Горица, а таму е Евтим Митревски, еден од основачите на Македонската партија. По неколку одлагања, првиот партиски конгрес е закажан за првата половина на април, а учество на јунските парламентарни избори е неминовно. Работиме на тоа да освоиме и парламентарно, да несиме наш представник во албанскиот парламент. Ја напуштаме Преспа, споредувајќи ги минатите и сегашните слики за неа, убедени дека доколку со истиот ентузијазам продолжат во реализацијата на зацртаните планови, за помалку од една деценија Мала Преспа би станала центар на езерскиот туризам на Балканот.